Новите избори покрај другото ќе гласаме дали економијата во државата ќе оди надоле како што оди овие 4 месеци или ќе се вратиме на едни постари времења кога имаше странски инвестиции, кога растеа платите, растеа пензиите, се отвараа нови фабрики. Ќе гласаме дали ќе продолжиме овој пат на анационална, штетна национална политика која што ја води Социјалдемократскиот сојуз или ќе се вратиме во едни времења во кои што се водеше сметка какви компромиси треба решенија на проблемите, ние не бегаме од тие решени, но тие не смеат да бидат на штета на државните и национални интереси на Република Македонија и затоа граѓаните на овие избори покрај што ќе гласаат за локална самоуправа, ќе гласаат и каква држава сакаат. Без трошка, срам и совест, СДС избра кампањата за локалните избори да ја започне од градот кој најмногу го уништи. Трет ден сообраќајот околу плоштадот Магнолија е пренасочуван и блокиран поради местењето на една бина на која не е местото тука. Локалните послушници на Зоран Заев и спроведувачите на погубната антимакедонска политика на СДС требаше оваа бина да ја постават 16 километри малце појужно од тука, на Меджитлија, каде што СДС планира да гради центар за бегалци. Впрочем, нивниот пратеник Васко Ковачевски тоа јасно го кажа од собраниската говорница. Откако сватија дека со бегањето на советниците од СДС од гласањето во Советот не можат да ја спречат одлуката на граѓаните на референдум да се изјаснат против долгорочната интеграција на бегалци, Зоран Заев незаконски и уставно го злоупотреби Инспекторатот за локална самоуправа да им го забрани најсветото демократско право на секој граѓанин преку референдум да одлучува за важни прашања.